Добро дојдовте. Добро дојдовте. Мене ми е драго што можеме да се собереме тука оваа вечер и што можеме да бидеме заедно, што можеме да славиме заедно. Јас сум Никола Галевски и јас сум пастор на оваа црква и мене ми е драго што и оваа вечер може да бидеме заедно. И мене ми е драго што имаме ваква прилика. Можеме во мир да бидеме тука, да се молиме, да застанеме пред Бог, заради тоа што целосно сум убеден дека не постои по-добра основа од Бог. Особено во ова време, кое што некако се повеќе и повеќе станува комплицирано, верувам дека Бог не повикува вака да се собираме заедно и да бидеме заедно. Значи пред да заборавам, сакам да ви известам за едно нешто. Тоа е нашиот летен собир. Нашата црква, Солукрав црквата, има летен собир секоја година. Оваа година ќе се случува од 26 до 29 август во хотел Турист во Охрид. Морам да ви кажам дека ми е многу драго за овој летен собир, заради тоа што ќе имаме одличен говорник, наш пријател Џон Хейстингс ќе дојде и ќе ни зборува. Понатаму ќе имаме многу добра, многу креативна програма за деца и ќе имаме многу други компоненти на тој летен собир, кој што тој летен собир го прават собир кој што ние го сакаме. Значи, од 26 до 29 август, како што се договорив, здраво, добро вечер уште еднаш. Гоце, фала ти што ми ја донесе проповедалната. Тоа е одличен знак за служење, ма тоа значи дека може да ми ја донесете и кој може да предолго да се трне на страна. Значи, тоа е опасна работа. Добро. Уште еднаш да ве поздравам сите вас, кои што можеби малку подоцна дојдовте. Тука сме повеќе луѓе оваа вечер и мене ми е драго заради тоа. Ако некој од нас има прилика да посети некој од оние контексти во кои што се развиваат за вселенска програма. И претпоставам дека можеме да разговараме со некој од тие инженери и можеме да ги прашаме што е најважно за една ракета да отиде таму кај што треба да отиде, значи дали е тоа, не знам, на месечината или што е. И знаете што? Мислам дека би можеле да добиеме два одговора. Може некој од тие научници нас да ни каже дека оно што е стварно важно се, не знам, 38.000 планови за таа ракета, тој вселенски брод, и можеби нас ќе не водат план по план, значи како тоа, секој план како се развил и што тоа значи. Ама мислам дека секој мудар инженер ќе ни каже едно нешто, тоа е следново, дека без гориво ракетата нема нигде да стигне. Значи може да има многу планови, значи може да има многу детали, материјали од кои што ќе се изработи, и таа може да биде фина ракета ако нема гориво. Всушност, ако го нема таа најважна компонента, таа едноставно нема да може никаде да отиде. И денес сакам да зборувам за еден човек кој што ни е опишан во Евангелието според Лука или биографијата за Исус според Лука во 10 глава. 10 глава. Човек кој што сакаше да знае што е суштината. И сакам денеска да зборуваме за што ќе зборуваме, заради тоа што верувам дека многу често јас и ти се прашуваме, секој ден од нас се прашува што е суштината. Што е суштината на христијанството? Што е суштината на мојата вера? Зошто го зборувам? Затоа што верувам дека многу често ние, како што читаме Библија, како што сме дел од цркви, како што растеме заедно, реално можеме да изгубиме фокус, да го изгубиме фокусот од оно што е најважно и да се фокусираме на оние помали нешта. На оние планови, на оние важни детали, кои што сепак не се суштинските детали, кои што не се главното гориво на христијанството. И мислам дека не само што се прашуваме, туку ја би рекол треба да се прашаме од време на време. Треба да се прашаме од време на време што е Боже, која е суштината на која што ти нас не повикуваш. И денес ќе зборуваме за еден таков човек, затоа што разговорот почнува токму со тоа прашање. Евангелие според Лука, 10 глава, 25 стих. И ете стана еден законик и искушувајќи го рече. Станува еден законик, еден човек
кој што ги знае сите детали, кој што ги знае сите точки и сите запирки во тогашната Библија. И оно што треба да го веднаш да обрнеме внимание дека тој не станува само да го праша, туку едноставно како што ни вели ова сведоштво, и искушувајќи го рече: учителе, што треба да направам за да наследам живот вечен? Што значи искушувајќи? Тоа значи дека можеби неговите мотиви не се најчисти. Исус одново и одново низ Евангелијата имаме сведоштва, се среќаваше со луѓе кои што немаа некој голем интерес за вистината. Туку едноставно сакаа да го фатат, сакаа да добие Исус некако да искаже некој погрешен одговор, за некој веројатно ќе видиме да си добие нешто што му треба, односно веројатно оправдување на некој свој живот. Учителе, што треба да направам за да наследам живот вечен? А тој му рече, многу сакам кога Исус на прашање одговара со прашање. И мислам дека тоа е едно нешто кое што ние треба да го знаеме. Дека не секое прашање заслужува одговор. Некои прашања заслужуваат прашање од наша страна. Ние не сме автомати за кафе, па кој што ќе ни стави кај нас прашање, ние мораме да произведеме одговор. Ние сме луѓе, Исус беше човек, Исус во тоа негово човеково достоинство, нешто што многу ми се допаѓа, на прашање многу често знаеше да одговори со прашање. И знаејќи ја позадината, знаејќи дека зборува со законик, знаејќи дека зборува со оној кој што ги знае деталите, веројатно поставувајќи му прашање во смисол дали знаеш која е суштината на сите оние твои детали кои што ти ги знаеш, го прашува што е запишано во законот. Што читаш таму? И овој наш законик кој што сакаше да го искуша Исус, 27 стих ни вели: одговори и рече: возлюби го Господ твојот Бог со сето свое срце, со сета своја душа, со сета своја сила и со сиот свој разум, и својот ближен како себе си. Му дава едно нешто, му дава еден текст од Стариот Завет, кој што всушност и Исус го потенцира како клучен текст во Стариот Завет, односно во тогашната Библија. Исус му вика: добро одговори, тоа прави го и ќе живееш. И ќе запрам тука малку. На овој прв дел од овој за мене лично многу фасцинантен, многу едноставен, ама многу фасцинантен диалог. Заради тоа што Исус не го трга во човек на страна, не му вика немој да ме замараш, него едноставно туку му го почитува дигнитетот и достоинството и му дозволува да влезе во еден ваков разговор. Дури и кога, како што самиот текст не зборува, овие прашања беа всушност наменети за искушување. Добро одговори, тоа прави го и ќе живееш. Но тој, се мисли на законикот, сакајќи да се оправда, му рече на Исус: а кој е мојот ближен? И мислам дека овој законик веќе станува од законик кој што сака да го искушува Исус, станува законик кој што сака да допре до суштината на нештата. И е свесен за едно нешто, дека ние за Бог и ние за нашето христијанство можеме да зборуваме на повеќе начини. Еден начин е да зборуваме имагинативно. Еден начин е да зборуваме во тие големи контексти. Еден начин е ние да ги цитираме сите оние стихови во кои што Бог нас не охрабрува, во кои што Бог нас ни дава на нова можност, нова шанса, нов идентитет, сето оно што ние реално кај него и го посакуваме. Тоа е тој момент во кој што овој законник знае дека тоа е суштината. Таа голема визија, тој голем повик да го сакаме Бог и да го љубиме нашиот ближен како самиот себе си. Тоа е големата визија. Ама овој законник е искрен. И овој законник знае дека конкретизацијата на ова прашање не е толку лесна. И поставува прашање, повторно, веројатно во некој сличен дух, сака да дознае што всушност значи да се љуби ближниот. И мислам дека секој ден од нас порано или подоцна ќе си го постави тоа прашање. Што значи да го љубам Бог? Што значи да го љубам ближниот и што значи да се љубам самиот себе си? И всушност повторувањето на овој стих нема да ни помогне премногу во спроведувањето на оваа голема визија, која што го опфаќа целото човештво. Ова е всушност Божји повик до целото човештво. Повик да го љубат него
повик да се љубиме едни со други како што се љубиме самите себе си. И еве го законникот кој што сака да дефинира, повторно да дефинира и на некој начин претпоставам споен со две нешта. Од една страна својата неможност да го љуби својот ближен, и од друга страна неговата обсесија со аналитика, неговата обсесија со деталите. Ајде сега јас и Исусе да земе и да дефинираме всушност кој е ближниот. И оно што особено го сакам кај Исус, оно што Исус го прави на еден брилијантен начин, е што тој не влегува во некакви статистики. Исус не зборува, Исус не вика твојот ближен се 15% на соседите кои што живеат во твојата населба. Или не вика твојот ближен се 80% од твоите соселани. И не вика твојот ближен е веројатно 50% од твоето семејство, оние кои што ти ги сакаш. Значи не влегува во некои такви, да не кажам смешни анализи, туку продолжува со нешто што е многу важно, нешто што за жал денес се губи, а тоа е раскажува сторија, раскажува приказна. Раскажува приказна за да може имагинацијата на овој законник да се расшири. И вика вака: Исус му одговори и рече: еден човек додека слегуваше од Ерусалим во Ерикон, западна меѓу разбойници. Тие го соблекоа и го претепаа и си отидоа, оставајќи го полумртов. Случајно во тоа време слегуваше по тој пат еден свештеник и кога го виде, помина на спротивната страна. Исто така и еден левит, кога дојде на тоа место, погледна и премина на другата страна. Еден пак самарјанин, кој патуваше кога дојде до него, го виде и се сожали. И кога се приближи, му ги преврза раните, полевајќи ги со масло и со вино. Потоа го качи на добитокот свој, го однесе во гостилницата и се погрижи за него. А утредента на кинисување извади 2 денара, не македонски денари, значи да се разбереме, му ги даде на гостилничарот и му рече: погрижи се за него, а ако потрошиш нешто повеќе, кога ќе се вратам, ќе ти платам. Ова е Исусовиот одговор на прашањето на овој законник: кој е всушност ближниот? Кој е ближниот? Значи, па ќе кажам, не влегува во анализа, не влегува во статистика, туку кажува една сторија. Кажува една сторија за луѓето од тоа време, и ние знаејќи дека тие стории се релевантни за нас денес, сакам да ги прочитаме со денешен сенс, со денешно разбирање. Ова е всушност сторија, ако видите добро, значи Исус законник го прашува, имаме човек кој што не е окарактеризиран, значи не знаеме ни ништо за човекот. Знаеме дека човекот бил на пат и одел од едно место до друго место. И знаеме дека разбойници дошле околу него, го пресретнале и го претепале. И дека тој бил безпомошен. Мислам дека оваа слика може да се земе како една слика на денешното човештво, или би рекол на човештвото воопшто. Многу често ние самите сме во ситуацијата на овој безимен човек. Нашиот живот кој што јас и ти го живееме, ќе не доведе до болка и до страдање. Луѓе кои што се околу нас ќе не доведат до болка и до страдање. И понекогаш ќе се чувствуваме многу безпомошни. И ќе се чувствуваме толку безпомошни што како овој човек можеби само ќе лежиме или можеби ќе завземеме еден пасивен начин на живот и ќе си кажеме: во немоќ помаге. Помаге Боже, помаге. И оно што е многу важно, оно што е многу директно кажано од Исус е следно. Оние кои што Исус ги идентификува во оваа сторија се всушност многу интересни ликови. Прво поминува еден свештеник. Свештеник кој што, како што ние знаеме, во Стариот Завет имаше должност, имаше задолжение да биде посредник помеѓу луѓето и Бога. Во Новиот Завет, после Исус Христос, пасторите, проповедниците немаат таква улога. Ама во тоа време уште позасилено дека тие се тие кои што всушност треба да зборуваат за карактерот Божи, ама тие се тие кои што треба да го изразуваат Божиот карактер. И што се случува? Свештеникот оди, веројатно брза за на служба, зашто во тоа време исто така имало цркви како нашата или религиозни групи кои што почнувале на време. И одеднаш, веројатно размислувајќи за богослужбата, прашувајќи се дали во тоа време, во први век,
Александар ја наместил опремата, или дали Сашко све средил, или дали проповеданата ќе биде тука. Одеднаш му се јавува проблем. Наоѓа човек, наидува на човек кој што е претепан и кој што е безпомошен. Човек на кој што очигледно му треба помош. И кога го виде, помина на спротивната страна. Значи, човеков е на тротоар, на Партизанска, на лева страна, свештеникот доаѓа, го гледа, се вади од памет, вика, уште ти ми требаше денеска, поминува улица преку оние жардинјери и од другата страна шпринт, затоа што можда ќе започне богослужбата без него. После него тука вика левит, доаѓа еден левит. Левитите беа оние кои што беа одговорни за славење. И тоа е многу битна, многу одговорна функција. И овој левит имаше толку битна и толку одговорна функција што едноставно немаше очи и немаше фокус за ништо друго. И може бидеше по улица, си викаше ќе почнеме првата песна од Г, па ќе направиме мост, па ќе ја повишиме од Г у А, па после тоа ќе се помолиме, па ќе идеме втора песна и одеднашка го гледа во исти човек. Ранет како лежи на улица. И си вика, кај ме најде сега кога планирам четврта песна и на Партизанска повторно преку жардинјерите од другата страна и бега. И мислам дека ова е всушност Исусова иронија. Ова е Исусова иронија за христијаните, за секој еден од нас, кој што живее, или барем тврди дека живее за повисоки цели, а нема очи за потребите на луѓето, не дозволува таа голема визија, таа визија на љубов кон Бога, љубов кон ближниот, да се спроведе денес. Да се спроведе преку нешто му се најблиско. Ова е црква која што сака големи работи и сака убави слики за Бог, и кога тие слики попримаат конкретни овоземска слика, кога овоземски облик кога попримаат, ова е превише прљаво за мене. Имам ја работа, ја имам задолжение. И тука доаѓа еден самарјанин. И ние сигурно се слушнале, самарјанинот е можеби најневообичаено лице кое што би можело да помогне во оваа ситуација. Значи, некој кој што има директни, народ кој што има директни нерасчистени работи со евреите, народ од кој што евреите најмалку всушност очекуваат. Најмалку всушност очекуваат дека нешто ќе направат. Овој човек зима, помага, не оди од друга страна на улицата, останува на левиот тротоар на Партизанска, му помага на тој човек. И не само што му помага на лице место, туку вика, еве пари, и ако недостасува нешто, се надам дека не го однеле у наши овие приватни болници, зашто тогаш малце поише ќе требаше изгледа да остави пари. Затоа што знам луѓе кои што отишле во наши приватни болници со болка во нога, а после на излегување со главоболка си отишле заради таа сметка што им ја даваат на крај во приватните. Така да приватните болници не се секогаш баш нели како да кажам, не можат се да излечат одеднаш. Погрижи се за него и ако потрошиш нешто повеќе, кога ќе се вратам ќе ти платам. Исус му вика вака на законникот: кој пак од тие тројца ти се чини дека му е ближен на оној што падна во рацете на разбойниците? А тој одговори: оној што му искажа милосрдие. Беше фер. Не помина она следна рунда на плеткање, ама дали ти знаеш кои се самарјаните, дали знаеш дека не знам, значи не, овој беше фер законник, сега веќе при крајот фер, и вика оној што му искажа милост. Исус му вика: оди и ти прави така. Оди и ти прави така. Сакам оваа вечер да го споделам следно. Ние можеме да имаме големи визии, ние можеме да имаме големи длабоки дебати, ние можеме да имаме убави, сладкоречиви прикази за Бог, за тоа кој е Бог, колку нас Бог не допрел, не трансформира. Значи сите тие нешта можеме да ги имаме и треба да ги имаме. Ама оваа конкретна Исусова парабола научи на едно нешто што е многу важно. Ако тоа што ние го зборуваме, колку и да тоа добро,
ако таа вера која што ние велиме дека е наша, ако таа вера не се конкретизира, како што вели Јаков во неговото послание, од таквата вера нема ништо. И многу често ние како христијани влегуваме во одредена замка и размислуваме вака, дека многу разговори за молитва се всушност црква која што се моли. Сите ќе се молим, нели, и се ќе зборуваме колку е молитвата важна, колку Бог ни зборува преку молитва, ама ако станеме само на тоа, ние ќе бидеме црква која што не се моли. И ние можеме да зборуваме за тоа колку е Библијата важна и колку, нели, Бог ни зборува преку Библијата, имаме омилени стихови, ама ако таа не е дел од нашиот живот, мислам дека таа не може да има ништо повеќе. И она што е исклучително значајно е дека според оваа Исусова парабола ние сме повикани на таква конкретност во нашата љубов, на отворени очи, да ги видиме потребите на луѓето околу нас. Овој егоцентричен пристап на свештеникот и на левитот ги донесоа всушност во ситуација тие да немаат можност да послужат таму кај што треба и да го сакаат ближниот на конкретен начин. Исус му одговори и рече: оди и ти прави така. Ова е за мене големиот повик. Ова е всушност каде ние како црква, каде јас и ти како христијани ќе направиме реална разлика. Може би знаете, не знам колку од вас знаете, само што се вратив од Белград, таму имаше еден молитвен појадок, организиран од страна на американски конгресмени и сенатори, плюс од некои христијански водачи тука во регионот. И разговарав со еден мој драг пријател од Хрватска, кој што сакам да го поканам тука да дојде, зашто верувам дека неговите увиди и она што тој ми го спомна на кратко е и како важно. Вика вака: јас направив истражување во Хрватска. И моето истражување имаше само едно едноставно прашање: кои се причините за проблемите во Хрватска? И тој тоа прашање го постави не јавно, значи тоа не беше јавна анкета, тој всушност дојде на оние кои што викаат јас сум христијанин, и оние кои што ако ги прашаме што е најважно, ќе речат да го љубиш Бог и да го љубиш ближниот. Значи тој отиде по речиси сите цркви и христијански организации и одново го поставуваше ова прашање: што е најважно? Што е најважно? Кои се тие причини од кои што произлегуваат проблемите во Хрватска? И таму се неколку причини наведени, ама тоа е едно нешто што ми издвои е следново. Од 3 причини, едно нешто: недостаток на визија за досегнување и за љубов кон луѓето таму каде што ние се наоѓаме. Особено во неговиот случај, значи тоа е еден подфокус на неговото истражување, на луѓе со кои што сме често на нас, со кои што сме често, и луѓе со кои што можеби споделуваме работен простор, работно место. И тој кажа за Хрватска, вика, тоа се вика за нас, вика, искрено поразителни, вика, податоци, односно вика две нешта. Црквата по се изгледа влегува во една фаза на библиска неписменост. Библијата има споредна и многу мала улога во животите на христијаните. Луѓе кои што викаат многу го сакам Бог, многу ми е драг, едноставно вика нема допирна точка. Тој на годишно ниво има вршено истражување колку се чита Библијата помеѓу оние кои што тврдат дека се христијани и се дел од цркви, од евангелско-протестантски цркви. Тој ми кажа дека реално поразително е, всушност вика огромен дел од луѓето кои што се дел од црквите не читаат Библија. Не читаат Библија. Вториот сегмент се оние кои што читаат, ама многу ретко читаат Библија. И вика, ние имаме црква која што е неинформирана и заради своето неинформирање, заради тоа што можеби не го знаат својот повик, тие вика не се спремни да го љубат својот ближен. И некои други нешта имаат приоритет вика во животите на луѓето, а никако молитвата, никакво Библијата, никако она што самиот Бог нас ни го дава како мапа, како карта, како патоказ во нашите животи. И ова искрено јас веднаш му кажав: те молам, прати ми го во имејл ова твое истражување, ова обемно истражување, тој само што докторираше во Америка и би сакал да дојде тука и малку да ни каже збор-два повеќе околу ваквите заклучоци. И сите оние моменти, така оваа парабола завршува, ние најчесто градиме конструкции и сакаме да отвориме одредени дебати
без при тоа да очекуваме, како што всушност не очекуваше и овој законник, дека секогаш нашите разговори со Исус, нашите молитви со Исус, нашиот фундаментален повик е всушност оди и ти прави така. Оди и ти прави така. Јас верувам дека една црква треба да биде црква која што ќе размислува, да, како тело Христово, тоа што ние заеднички го правиме, ама и црква која што ќе размислува, секој од нас ќе размислува во прво лице еднина. Што јас правам? Кој е мојот повик? Кои се твоите луѓе? Кои се луѓето кои што ти ги среќаваш во твојот живот? Кои што се можеби полни со болка, животот можеби не бил фер кон нив, можеби тие самите не биле фер кон себе си, и ти можеби секогаш имаш поважни работи од тоа да бидеш на нивна утеха, да бидеш од помош, да бидеш оној кој што во името Господово, во името на Исус Христос ќе ги завие тие нивни рани и ќе им помогне да живеат нов живот. И секогаш, кога една црква кога јас и ти размислуваме за нашава црква и се молиме, да избегнеме замката на овој закони кој што сака со луѓето и со Бог да отвара бесконечни дебати без да преземе одговорност. Верувам дека нашава црква, верувам дека секој ден од нас е повикан да разбере што Исус сака да каже, што Исус сака на тебе да ти каже. Оди и ти, кога вели оди и ти прави така. Оди и ти прави така. Кои се работите на кои што Бог те повикува? Кои се нештата кои што можеби Бог ти ги дава и ти едноставно ги ставаш на страна? И ти се некаде во некој шпајз на твојот живот, во некоја остава, и си викаш еден ден, како вие, веројатно, често пати сме како свештеникот и како левитот, еден ден кој ќе ги завршам моите работи, а имам сега баш многу работи периодов, тогаш ќе можам да се посветам на оно што Бог сака да ми го даде. И јас верувам дека оно што е суштински во оваа парабола е тој пресврт на прашањето кој што секој ден нас треба да си го постави. Некој мене ми служи, некој мене ми извор на благослов, туку напротив, на кого Бог мене ме повикува да му бидам извор на благослов. Кои се тие луѓе кои што имаат потреба од мене сега и во овој момент? И мислам дека ваквата обратна динамика е всушност нешто кое што ќе го донесе Божјото царство на земјата онака како што е на небото. Затоа што големата Божја љубов, да не бидам погрешно разбран, големата Божја љубов има голема имагинативна компонента. Визија за оно што Бог тебе те повикува, визија за оно што Бог нас те повикува како црква. Можеби Бог те повикува да бидеш, не знам, да бидеш од конкретна помош на некого, можеби Бог те повикува да влезеш во нека конкретна служба. Можеби едноставно, како што и секојаш бара, Бог бара нашиот севкупен живот да биде служба за Него. И таа голема слика, голема имагинативност секојаш мора да има конкретизација. Големата Божја љубов, христијанскиот живот на кој што сме јас и ти, повикани е всушност тој. Да имаме имагинација, да имаме вера, да имаме големи слики заради тоа што имаме голем Бог пред нас. Ама да имаме и начин тие нешто да ги конкретизираме во животот на човек кој што се наоѓа пред нас сега и на оваа улица. И овој човек сакаше да се оправда, како што читавме у 29 стих, сакаше да се оправда, сакаше веројатно да стави заграда, сакаше некој од просториите на својот живот да ги затвори, ама Исус наместо да му даде конкретен статистички одговор, му даде една имагинативна слика. И јас би сакал да завршам токму со тоа. Кои се тие нешта кои што можеби ти ги чувствуваш како незадоволство, од кој што во твојот живот произлегува незадоволство. И ти сакаш да се променат. И Бог те сака да те употреби како агент на промена во однос на одредено подрачје. Тоа може да биде твојот дом, тоа може да биде твоето работно место, тоа може да биде црквата во која што секогаш треба да имаме прилив на оно што Бог го зборува на црквата. Кои се тие подрачја? И што е тоа на кое што сме ние повикани? Да, за големите нешта, но кои се конкретните чекори кои што Бог сака да ги преземеш во твојот живот? И мислам дека на овој самарјанин не му било лесно. Не знал кој е овој човек, можеби ќе влезел во некаква белја. Си вика, не знам, ако е ова, можеби тој самиот разбойник кој ще претепа на улица. Стравот
и ризикот се секогаш присутни кога имагинативноста и верата се наш повик и во исто време повикот се проследува со конкретизација. Така да наместо ние со тој би завршил. Значи наместо ние секогаш да прашуваме а кој би требало да биде во позиција нешто нам да ни даде, да ги отвориме нашите срца, да ги отвориме нашите очи и да имаме можност да бидеме благослов на другите и да го најдеме ближниот во секој оној кој што ќе биде или веќе е дел од нашите животи. Јас верувам дека Бог не повикува на тоа како поединци и верувам дека како црква сме повикани токму на тоа. Да служиме, трансформирани од Божјата љубов, но таа Божја љубов не само изразена на зборови и на многу муабети, туку конкретно во животите на оние што се околу нас. Амин. Во Америка, и би сакал да дојде тука и малку да ни каже збор-два повеќе околу ваквите заклучоци. И сите оние моменти, така оваа парабола завршува, ние најчесто градиме конструкции и сакаме да отвориме одредени дебати без при тоа да очекуваме, како што всушност не очекуваше ни овој законник, дека секогаш нашите разговори со Исус, нашите молитви со Исус, нашиот фундаментален повик е всушност оди и ти прави така. Оди и ти прави така. Јас верувам дека една црква треба да биде црква која што ќе размислува, како тело Христово, тоа што ние заеднички го правиме, ама и црква која што ќе размислува, секој од нас ќе размислува во прво лице еднина. Што јас правам? Кој е мојот повик? Кои се твоите луѓе? Кои се луѓето кои што ти ги среќаваш во твојот живот? Кои што се можеби полни со болка? Животот можеби не бил фер кон нив, можеби тие самите не биле фер кон себе си. И ти можеби секогаш имаш поважни работи од тоа да бидеш на нивна утеха, да бидеш од помош, да бидеш оној кој што во името Господово, во името на Исус Христос ќе ги завие тие нивни рани и ќе им помогне да живеат нов живот. И секогаш, кога една црква кога јас и ти размислуваме за нашава црква и се молиме, да избегнеме замката на овој закони кој што сака со луѓето и со Бог да отвара бесконечни дебати без да преземе одговорност. Верувам дека нашава црква, верувам дека секој ден од нас е повикан да разбере што Исус сака да каже, што Исус сака на тебе да ти каже. Оди и ти, кога вели оди и ти прави така. Оди и ти прави така. Кои се работите на кои што Бог те повикува? Кои се нештата кои што можеби Бог ти ги дава и ти едноставно ги ставаш на страна. И ти се некаде во некој шпајз на твојот живот, во некоја остава и си викаш еден ден, како вие веројатно често пати сме како свештеникот и како левитот, еден ден кој ќе ги завршам моите работи, а имам сега баш многу работи периодов, тогаш ќе можам да се посветам на оно што Бог сака да ми го даде. И јас верувам дека оно што е суштински во оваа парабола е тој пресврт на прашањето кој што секој ден нас треба да си го постави. Некој мене ми служи, некој мене ми извор на благослов, туку напротив, на кого Бог мене ме повикува да му бидам извор на благослов. Кои се тие луѓе кои што имаат потреба од мене сега и во овој момент? И мислам дека ваквата обратна динамика е всушност нешто кое што ќе го донесе Божјото царство на земјата онака како што е на небото. Затоа што големата Божја љубов, да не бидам погрешно разбран, големата Божја љубов има голема имагинативна компонента. Визија за оно што Бог тебе те повикува, визија за оно што Бог нас те повикува како црква. Можеби Бог те повикува да бидеш, не знам, да бидеш од конкретна помош на некого, можеби Бог те повикува да влезеш во нека конкретна служба. Можеби едноставно, како што и секојаш бара, Бог бара нашиот севкупен живот да биде служба за Него. И таа голема слика, голема имагинативност секојаш мора да има конкретизација. Големата Божја љубов, христијанскиот живот на кој што сме јас и ти, повикани е всушност тој. Да имаме имагинација, да имаме вера, да имаме големи слики заради тоа што имаме голем Бог пред нас. Ама да имаме и начин, тие нешто да ги конкретизираме во животот на човек кој што се наоѓа пред нас сега и на оваа улица. И овој човек сакаше да се оправда, како што читавме у 29 стих, сакаше да се оправда
сакаше веројатно да стави заграда, сакаше некој од просториите на својот живот да ги затвори, ама Исус наместо да му даде конкретен статистички одговор, му даде една имагинативна слика. Јас би сакал да завршам токму со тоа. Кои се тие нешта кои што можеби ти ги чувствуваш како незадоволство, од кои што во твојот живот произлегува незадоволство. И ти сакаш да се променат. И Бог те сака да те употреби како агент на промена во однос на одредено подрачје. Тоа може да биде твојот дом, тоа може да биде твоето работно место, тоа може да биде црквата во која што секогаш треба да имаме прилив на оно што Бог го зборува на црквата. Кои се тие подрачја? И што е тоа на кое што сме ние повикани? Да, за големите нешта, но кои се конкретните чекори кои што Бог сака да ги преземеш во твојот живот? И мислам дека на овој самарјанин не му било лесно. Не знал кој е овој човек, можеби ќе влезла во некаква белја. Си вика, не знам, ако е ова, можеби тој самиот разбойник кој ще претепа на улица. Стравот и ризикот се секогаш присутни кога имагинативноста и верата се наш повик и во исто време повикот се проследува со конкретизација. Така да наместо ние со тој би завршил. Значи наместо ние секогаш да прашуваме а кој би требало да биде во позиција нешто нам да ни даде, да ги отвориме нашите срца, да ги отвориме нашите очи и да имаме можност да бидеме благослов на другите и да го најдеме ближниот во секој оној кој што ќе биде или веќе е дел од нашите животи. Јас верувам дека Бог не повикува на тоа како поединци и верувам дека како црква сме повикани токму на тоа. Да служиме, трансформирани од Божјата љубов, но таа Божја љубов не само изразена на зборови и на многу моабети, туку конкретно во животите на оние што се околу нас. Амин.